Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. 3 македонски компании од млечната индустрија добија дозвола за пласман на своите производи на рускиот пазар. Интензивно се работи на железничката станица во Велес. Реконструкцијата треба да заврши следната година. Општина Велес втора година поред го предаде електронскиот отпад. Ненад Јовановиќ многу пати објавувал колумни во локални портали кои ги искажувал собствените ставови против власта. Но овој пат наместо став, тој преку својот Facebook профил испрати закана дека сака физички да се пресмета со новинарите Љупчо Златев и Драган Павловиќ Латас. Многу пати во колумни објавувани во локални портали, Ненад Јовановиќ ги искажувал собствените ставови против власта, и тоа во демократска земја е нормално. Но испраќање на закани преку социјалните мрежи на новинари од национална телевизија е далеко од демократски чин. Имено Јовановиќ на својот Facebook профил се заканува дека сака физички да се пресмета со новинарите Љупчо Златев и Драган Павловиќ Латас. Ако го сретнам Љупчо Златев, Драган Павловиќ Латас и останатите си телови правдолюбци, ќе ги прекршам од ќотек со неколку десетици шамари, од кои мајчица Русија нема да ги препознае. Пробајте ме дали блефирам, стои во неговата Facebook објава. Порталот Курир за Јовановиќ пишува дека е дел од проектот Проект ЕУ Кавадарци, за кој добил сума од 25.000 евра од Сорос. Ова укажува на фактот дека на овој начин не се развиваат демократски принципи за кои впрочем се залага Европската унија. Скандалозно е што оваа фондација финансира лица кои на социјалните мрежи шират омраза кон неистомислениците, се вели во текстот на порталот Курир. Новинарите и понатаму остануваат незаштитени во својата професија од лицата кои не го делат нивното мислење. Здравје Радово, Бучен Козјак и Балканска млекарница ги задоволија строгите критериуми наметнати од Руската Федерација и добија виза за извоз во Русија. 11 други производители од месната и млечната индустрија треба да ги отстранат недостатоците за да добијат дозвола. 3 македонски млекарници веќе добија виза, а 11 други производители од млечната и месната индустрија треба да ги отстранат недостатоците за да обезбедат дозвола за извоз во Русија. Здравје Радово, Бучен Козјак и Балканска млекарница ги задоволија строгите критериуми кои ги наметна Руската Федерација. По проверката која руски инспектори ја спроведоа кон средината на јули, производите на овие компании можат веднаш да се пласираат на рускиот пазар, а останатите имаат дополнителен рок од 60 дена за санација на недостатоците. Ова ќе значи најнапред зголемување на бизнис плановите на овие компании, ќе значи осовременување на нивното производство, ќе значи секако можеби окрупнување на сточниот фонд и сето тоа ќе значи едно подигнување на целата таа гранка во однос на извозот. Македонските сирење и кашкавали, како и виното, со најмногу шанси за стабилен пазар, велат од руската амбасада. Тоа се земјоделските производи кои што се овдешни и автохтони, и секако винот. Во моментов се актуелни млечните производи од тврдата програма, сирењата и кашкавалите. Компаниите задоволни велат дека надминувањето на оваа административна пречка е од исклучително значење за идните планови, но и дополнителен терет да се обезбедат доволни количини млеко за производство на продуктите. Делот на млечните производи е ограничена количината на млеко што имаме во нашата земја, меѓутоа кога би се отворил тој пазар, долгорочно гледано и доколку бидејќи ние работиме на долги стази, секако сточниот фонд би се зголемувал. За стабилен пласман во Руската Федерација, македонските производи треба да поседуваат гаранција за потекло, безбедност и квалитет. Инаку во првите 6 месеци од годинава, вкупната трговска размена меѓу Македонија и Русија изнесува околу 114 милиони долари, од кои 13 милиони е вредноста на стоката која е извезена, а останатите средства се за увоз.
Нискостеблеста дабова шума гореше попладнево кај Теово. Екипи на противпожарната единица и јавното предпријатие Шумско стопанство Бабуна беа на терен и го локализираа пожарот. Пожарот имаше можност да го зафати и Теовскиот манастир Свети Архангел Михаил, но благодарение на ветрот кој дуваше во спротивен правец ја спречи несреќата. Околу 40 хектари нискостеблеста дабова шума изгоре денеска во пожар во близина на село Теово. Причините поради кои настанал пожарот се напознати, информираат од територијалната противпожарна единица. Пожарот најверојатно ги зафати и предавателите. Овој пат ветерот беше заслужен што пламените јазици не го зафатија манастирот Свети Архангел Михаил во Теово. Тој огнот го носеше на спротивната страна. Екипите на противпожарната единица и екипите на јавното предпријатие Шумско стопанство Бабуна, иако теренот е тешко пристапен, сепак успеа да го локализираат огнот кој засега нема закани кон куќите во селото. Во тек се градежните работи на железничката станица во Велес. Веќе е променета кровната конструкција, поставена и новата електрична инсталација. Ќе бидат модернизирани и 54 километри од пругата долж коридорот 10. Модернизацијата на железничките станици треба да заврши следната година, а до тогаш се очекува да пристигнат и уште неколку ултрамодерни патнички возови. Интензивно течат градежните работи на железничката станица во Велес. Работниците веќе ги заврши работите на кровната конструкција. Поставена е нова електрична инсталација и ќе бидат променети и подот и фасадата. Реконструктивниот зафат ќе придонесе лицата со посебни потреби да можат да ги користат услугите на железницата. Веројатно би требало да биде. Еве гледам и станицава ја реновираат. Реконструкцијата на железничката станица во Велес е дел од владиниот проект за модернизација на железничката мрежа во земјата. Цел е зголемување на квалитетот на превозот на граѓаните, унапредување на можностите за остварување комуникација и поддршка на бизнис заедницата во врска со транспортот на стоки. Купно 54 километри од железничката пруга долж коридорот 10 ќе бидат модернизирани и ремонтирани. Долж коридорот 10 и 10 железнички станици ќе добијат нов лик. Од Вардарскиот регион покрај станицата во Велес нов лик ќе добијат и железничките станици во Градско, Чашка, Неготино и Демникапија. Владиниот проект за модернизација на железничкиот сообраќај треба да заврши на почетокот на наредната година. До тогаш треба да пристигнат уште 6 ултрамодерни патнички возови. Наскоро нови градежни работи во Велешката болница. После 30 години инфективното оделение ќе добие комплетна реконструкција. Подобрените услови во болницата ќе допринесат за поквалитетни здравствени услуги на пациентите. Наскоро нови градежни работи во Велешката болница. Ке се интервенира инфективното оделение и дел од другите оделенија кои не беа опфатени со претходната реконструкција. За овие градежни работи ке се потрошат дел од средствата кои Министерството за здравство успеа да ги обезбеди со заштедата од централизираната набавка. Покрај комплетната реконструкција на инфективното оделение, ќе биде извршена и реконструкција на други оделенија од болницата кои не беа опфатени со претходната реконструкција, кога беше реновиран вториот и четвртиот кат. Како и за комплетно нова фасада на објектот, промена на дел од прозорите кои претходно не биле заменети, како и за прв пат во болницата предвидуваме воведување, односно довод на медицински гасови во операционите сали. Градежните работи имаат за цел подобрување на условите за пружање на здравствена услуга на пациентите од Вардарскиот регион. Доктор Василе вели дека покрај подобрите услови за работа, овој реконструктивен зафат е дел од планот за енергетска ефикасна болница. 25% од прозорците во болницата треба да се заменат со енергетски ефикасни прозорци и врати. Исто така се стави и термоизолациона фасада и да се има место за 60 колектори, поточно 59 колектори измерено е. Ако се постави тоа, ќе имаме одлична енергетска ефикасна болница. И пресметано е дека за 3 години средствата што ќе се вложат за таа термоенергетска ефикасност, дека ќе се вратат тие пари. Покрај подобрувањето на условите за работа, болницата и ресорното министерство паралелно работат и на проектот за доедукација на лекарите.
Општина Велес втора година поред изврши предавање на електронски отпад. Застарената електрична и електронска опрема предадена е на овластен постапувач, а предметите се прибрани од повеќе јавни установи. Локалната самоуправа со апел до сите физички и правни лица да го следат овој пример. Во согласност со законските обврски регулирани во Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпад на електрична и електронска опрема, Општина Велес втора година поред врши предавање на ваков вид отпад. Во истиот спаѓаат компјутери, печатачи, телефони и слично. Старите и неупотребувани електронски уреди од медицинскиот центар, општината, територијалната противпожарна единица се предадоа на овластениот постапувач Ивал Трејточ Тип, со кој општина Велес има склучено договор за собирање и транспорт на овој отпад. До крајот на годината идеите и намерите се на комуналната депонија да биде посебно определен простор за оваа намена, каде што ќе се изврши складирање и соодветно третирање на целиот комунален отпад. Ние како локална самоуправа ги повикуваме сите правни и физички лица, пред се овде ги вклучуваме институциите кои што имаат голема количина на електронски отпаден материјал, истите да ги предадат на комуналното претпријатие. До крајот на годината на општинската комунална депонија ќе се организира простор за складирање на електричен и електронски отпад. Услугата ќе биде обезбедена за сите заинтересирани правни и физички лица. Споменатиот закон е донесен во јануари 2013, а почна да се применува една година подоцна, со што се обезбеди една година период за адаптација. Светската економија е во постојан процес за обезбедување повеќе и поквалитетна храна. Податоците на Светската организација за храна ФАО покажуваат дека од година во година се намалува бројот на гладните во светот, но сепак потребата за големо производство на храна останува. Вечерва во емисијата Отворено за директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Билјана Вуковик, зборува за еден од аспектите на производство на храна во Република Македонија, но и за финансиската поддршка на земјоделството и руралниот развој. Гледајте Отворено за вечерва во 21 часот. Субвенциите се исплаќаат согласно веќе утврдената динамика, која е и дел од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година. Мислам дека таков календар на исплати, односно финансиска динамика на исплатите, за прв пат беше дел од програмата во 2014 година и оваа година 2015. Согласно тој календар на исплати, исплатите започнуваат во септември, октомври и прво се почнува со исплата на градинарските култури. И сега, како што спомнав, дека беше пролонгиран еден месец рокот за доставување на барање за апликации, согласно и тоа и нас ке ни треба есен повеќе за обработка, така што очекуваме во октомври да почне исплатата оваа година. Согласно тој календар се зборувам за единственото барање. Инаку одредени култури веќе почнаа да се исплаќаат, како што знаете, исплатата на тутунот е секогаш април-мај. Тоа се првите исплати од тековната програма, после се исплаќа за млеко во 3 фази и потоа следуваат исплатите од единственото барање. Младата поетеса Елена Пренџова пред велешката публика го презентираше своето поетско творештво. Промоцијата на нејзините 2 последни книги се одржа во рамки на манифестацијата Велес град на културата. Младата поетеса Елена Пренџова во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес го презентираше нејзиното творештво и слем поезија. Пред велешката публика таа ги представи нејзините 2 последни книги издадени во 2014 година. Пренџова неуморно твори и вели дека инспирацијата за тоа ја наоѓа во животот и градот. Во мојата поезија тоа што јас сум исклучиво урбана поетеса и мене животот во градот, таа урбаност, тоа локално сконцентрирано културни настани, тоа мене ме инспирира да пишувам. Со своето творење, поетесата Пренџова внесува една нова поетика и свежина во современата македонска поезија, смета македонскиот поет Евтим Клетников. Една постмодерна поетика, една поезија која се разликува доста од поезијата на генерациите пред неа. Тоа беше поезија сакрална, главно романтичарска, поезија на емоции, на еден лиризам. Ова е
една поопора поезија. Поетот Перо Сарджевски за Елена вели дека душата и срцето ѝ се во поезијата, а уште повеќе во живата реч. Тој Пренчова ја поистоветува со американската новинарка и писателка Гертруде Штаин. Елена би ја поистоветил со оваа личност од причина што направи еден сличен момент со слемот. Обедини еден куп луѓе кои што се занимаваат со поезија, кои што не се исклучително, да речеме, поети кои што изделе поезија или пак поети кои што се занимаваат, книжевници кои што се занимаваат со поетика од било каков вид, туку луѓе кои што сакаат да комуницираат преку убавиот кажан збор со публиката. Пренчова на писателската сцена е присутна од 2007 година и има издадено 6 книги, а е добитник и на наградите Бели мугри, Македонска книжевна авангарда Кариманов 2014, како и наградата за женски автор Даница Ручигај. Промоцијата на делата на Пренчова се одржа во рамки на манифестацијата Велес град на културата. Дваесет и 27 манастири во Македонија со сместувачки капацитети за развој на манастирскиот туризам. По предлог на пратеничката група предводена од СДСМ Рената Тренеска-Десковска избрана за потпредседател на собранието. 1,3% пониски трошоци во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во вториот квартал годинава, споредено со истиот квартал лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Во второто тримесечје од оваа година, во однос на првото тримесечје од минатата, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 0,4%. Трошоците за материјали се пониски за 1,5%, а повисоки се и трошоците за вработените за 5,9%. Според податоците на Државниот завод за статистика, во вториот квартал од 2015 во споредба со второто тримесечје лани, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се пониски за 1,3%. Трошоците за материјали се пониски за 3,1%, а трошоците за вработените се повисоки за 4%. Македонија има потенцијал за манастирски туризам. 27 манастири нудат можност за развој на овој вид туризам. Проектот кој што го подготвува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со иста цел е во завршна фаза. Дел од активностите кои се реализираат се прибирање податоци, евидентирање и поврзување на манастирите во Македонија кои имаат и нудат услуги за сместување. Во проектот е вклучена изработка на веб страна со електронски водич за верскиот и манастирскиот туризам, како и изработка на промотивен материјал. Ова треба да создаде уште еден комплетен туристички производ, што ќе значи нов пазарен сегмент и повеќе туристи. Според директорот на Агенцијата за развој и поддршка на туризмот Кристијан Џамбазовски, Македонија може да го понуди манастирскиот туризам од причини што на нејзината територија има 4300 археолошки локалитети, 1000 цркви и манастири, 230 објекти од отоманската архитектура и 43 кули и бедеми. Манастирите кои што се издвоени како манастири кои задоволуваат барем еден критериум за стационарен облик на туристички промет, располагаат со вкупно 148 соби, во кои има капацитет за 694 гости. Со 86 гласа за и 1 против, Рената Тренеска-Десковска е избрана за потпредседател на собранието на предлог на пратеничката група предводена од СДСМ. По гласањето Тренеска-Десковска даде свечена изјава дека совесно, одговорно и согласно законите и уставот ќе ја извршува оваа функција. Пратеникот Горан Мисовски кусо образложи дека Тренеска-Десковска е позната во општествениот и политичкиот живот, професор е на правниот факултет, доктор на науки, автор и коавтор на преку 30 книги и 100 трудови. Изрази надеж дека таа ќе води некој од седниците на парламентот. Инаку на седницата беа изгласани и одлуките за пополнување на испразнетите места во собраниските комисии и тела од страна на претеници на опозицијата. Собранието го одржа продолжението на четвртата седница, на која се констатира повлекувањето на оставките на претениците од опозицијата. Околу 3000 бегалци од Унгарија пристигнаа во Австрија. Стејт департментот формира работна група за проблемот со бегалците во Европа. Невработеноста во Соединетите Американски држави на рекордно ниско ниво за последните 7 години. Вести од светот.
На граничниот премин Никелсдорф пристигнале околу 3000 бегалци, унгарските власти ги префрлиле со автобуси откако се обиделе пеш од Будимпешта да пристигнат до Австрија. Директорот на полицијата Ханс Петер Доскоцил изјави дека салата Нова Рок во Никелсдорф, каде се пренасочени мигрантите, е преполна со околу 500 луѓе, а други 500 се префрлени во Парндорф. Воз со околу 400 лица веќе заминал кон Виена, а други возови исто така се очекува да заминат. Според него мигрантите се мирни, но се создава метеж при доаѓањето на автобусите и влегувањето во воз. Ситуацијата е повремено хаотична бидејќи не постои подготвено за соработка од унгарската полиција, изјави Доскоцил. Стейт Департментот формира работна група која ќе помогне за координирање на американскиот одговор на европската криза со мигрантите. Ова го изјавил потпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби. Групата е создадена по барање на американскиот државен секретар Џон Кери. Таа ќе направи напори и ќе гарантира подготвеноста на Соединетите американски држави за идните слични кризи ширум светот. Кирби истакна дека САД одвоиле 26,6 милиони долари за Агенцијата за бегалци на Обединетите нации, со цел да обезбеди храна, вода и правна помош за мигрантите кои патуваат преку Грција, Македонија и Србија. Невработеноста во Соединетите американски држави го достигна најниското ниво за последните 7 години. Во август невработените во земјата биле 5,1% во однос на јули каде биле 5,3%. За последен пат толку ниско ниво на невработеноста е забележана во април 2008 година. Во изминатиот месец во САД биле пронајдени 173.000 слободни работни места, што е помалку од очекувањата на аналитичарите. Податоците за падот на невработеноста се важен показател за закрепнување на американската економија по кризата, која траеше 6 години. Лош ден за македонскиот спорт. Македонската кошаркарска репрезентација стартуваше со пораз. Загубивме од репрезентацијата на Грција со резултат од 65-85. Утре не очекува вториот меч за победа на Македонија. Нашите кошаркари ќе ги одмерат силите со репрезентацијата на Холандија. И во квалификациите за Европското првенство во фудбал, нашите репрезентативци со резултат од 1:0 загубија од репрезентацијата на Луксембург. Домашен спорт. Репрезентативецот на Македонија во триатлон Никола Кутановски ќе настапи на медитеранските игри кои ќе се одржат во Пескара, Италија. Тој ќе се надпреварува во дисциплината акватлон, која се состои од 2200 метри пливање, 1000 метри трчање и повторно 2200 метри пливање. Надпреварот во оваа дисциплина ќе се одржи во недела на завршниот ден од игрите, а настапот на нашиот претставник е целосно поддржан од Триатлон Федерацијата на Македонија и Македонскиот олимписки комитет. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска освои уште една титула, 8 за неа оваа сезона во парови. Таа заедно со Шантал Скалмова на Фјучерсот во Врнјачка бања во финалниот меч ги победија домашните тенисерки Лазич и Маринковиќ со максимален резултат од 2:0 или по сетови 6:4 и 6:0. Ѓорчевска на истиот турнир, но во сингл конкуренција ќе има шанса да се бори за уште една титула. Денес во полуфиналето таа ја совлада Габриела Хорачкова со резултат 6:3 и 6:1. Во финалето Ѓорчевска ќе игра против подобрата од дуелот поточник Гоби Монлау. Одиграни 8 квалификацијски надпревари за пласман на Европското првенство во фудбал следната година. Рафаел Надал елиминиран од US Open. Во продолжение вестите од меѓународен спорт. Синоќ беа одиграни 8 квалификацијски надпревари за пласман на Европското фудбалско првенство идната година што ќе се одржи во Франција. Во надпреварот на денот Германија на домашен терен ја совлада селекцијата на Полска со резултат од 3:1, а Грузија ја изненади Шкотска и ја победи со минимални 1:0. Во останатите надпревари Србија и Ерменија 2:0, Гибралтар Република Ирска 0:4, Грција Финска 0:1, Фарски острови Северна Ирска 1:3, а мечевите Данска Албанија и Романија Унгарија завршија без голови.
Во третото коло на Гранд Слемот US Open се случи најголемото изненадување досега. Италијанецот Фабио Фонини го елиминираше Рафаел Надал во надпрерок и траеше безмалку 4 часа. Надал поведе со 2-0 во сетови, но Фонини направи целосен пресврт и се пласираше во осми на финалето, каде ќе игра против уште еден шпанец Фелицијано Лопес. А најдобриот тенисер во моментов со максимални 3-0 во сетови славеше во мечот против Сепи. Во женска конкуренција елиминирана е Агнешка Радванска. Таа со 2-0 во сетови загуби од домашната надпреварувачка Медисон Кис, а минатогодишната победничка и најдобра тенисерка Серена Вилијамс многу потешко од очекувањата во 3 сета успеа да ја победи Матек Санц. Денес на програмата се останатите надпревари од третото коло. На легендарната патека Монца во Италија, Луис Хамилтон ја освои својата 11-та пол позиција на 12-тата трка во сезоната. Времето од 1 минута 23 секунди и 397 милјадитинки беше недостижно за конкурентите. На втората и третата стартна позиција се најдоа клубските колеги од Ферари, Рейконен и Фетел, а Росберг ќе стартува како четврти. На утрешната трка актуелниот шампион ќе се обиде да дојде до својата трета победа во кариерата на патеката во Монца, односно вкупно 7 оваа сезона, со што би дошол на чекор поблиску до одбрана на титулата освоена минатата година. Стартот на трката е закажан за во 14 часот. Поранешниот нигеријски фудбалер Одекбами ќе се кандидира за нов претседател на Светската фудбалска федерација. Тој има 63 години и важи за еден од најдобрите играчи во историјата на својата држава. Одекбами ќе биде третиот кандидат од Африка за претседател на ФИФА. Сите кандидати за оваа функција мора да имаат поддршка од минимум 5 федерации, а изборот за нов претседател ќе се одржи на 26 февруари идната година. Високите температури продолжија и денес. Слично време не очекува и утре, а веќе од наредната недела ќе се забележи пат на температурите. Еве ги деталите. Ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!